Бугарија да почне со проектирање на тунелска цевка, а двете држави истовремено да почнат да пробиваат тунел, да се направи нов проект кој ќе е прифатлив за Македонија и цената да биде во разумна рамка. Ова се условите за реализација на железничкото поврзување на коридорот 8 кај Крива Паланка. Министерот за транспорт Александар Николовски објаснува дека мора да има промени, бидејќи за постоечките услови и цена нема согласност од наша страна. Почна диалог вчера во Брисел. Следно треба да има за 2 недели на 31 пак, па да видиме, ние инсистираме на тоа што се наши позиции, да има заеднички проект, да е изводлив проектот, нормално да се разгледа цената, по оваа цена секако дека не можеме и да видиме што ќе направиме. Затоа што бевте силно против, за тоа ве прашувам што. Па ја уште сум против овој проект. Така да овој проект сигурно нема да се работи, а дали ќе работиме нов ќе видиме. Министерството за транспорт потврди дека Македонија е посветена на изградба на железничката пруга кон Бугарија, но нагласи дека не може да се прифати проект што завршува во тунел за кој не постои проект од другата страна. Додека Скопје покажува конструктивност, Софија демонстрира самоволие. Спремни биле да почнат со проектирање, но тоа би било готово најрано во 2026 година. Дека постои консолидиран став во владата, која не планира да попушти на притисоците и уцените, покажува и ставот на македонската делегација во Брисел, која вчера на состанокот со бугарските колеги и со представници на Европската комисија укажале на условите. Исходот од состанокот е дека двете страни си подале рака да продолжат со изградбата, а за таа цел ќе има редовен диалог на високо ниво. Комисијата го поздравува повторното потврдување на посветеноста на Бугарија и Македонија на коридорот 8, што ја покажува подготвеноста за регионална соработка која е од суштинско значење за еднината на двете земји. Инаку тендерот за реализација на третата фаза од пругата кон Бугарија е пропаднат и за надзор и за изведба. Сепак македонската влада уверува дека останува посветена на коридор 8, а се очекува разговорите со нашиот источен сосед да се интензивираат по формирањето на стабилна политичка влада таму, да се најдат на половина пат и да се договорат за проект кој ќе биде прифатлив за двете страни.